Напаѓачот кој го рани конгресменот Стивен Скалис во сојузната држава Вирџинија им подлегнал на раните, пренесуваат американските медиуми. Мажот, кој претходно беше идентификуван како Џејмс Хоџкинсон, беше застрелен од полицијата во моментот на нападот. Во меѓувреме, од Белата куќа соопштија дека иако Скалис кој беше погоден во колкот бил во животна опасност по хируршка интервенција, сега тој се наоѓа во критична состојба. And the assailant has now died from his injuries. Напаѓачот почина од повредите. FBI ја следи истрагата и наскоро ќе имаме нови информации. Скалис, кој беше погоден во колкот, е во болница. Тој е мој добар пријател. Ке закрепне од нападот. Скалис, сакам да знаеш дека не само јас, туку цела Америка се моли за тебе и за другите жртви. За инцидентот, во кој освен конгресменот се повредени уште 5 негови соработници, зборуваше гувернерот на Вирџинија Тери Меколиф. Тој рече дека е сериозно загрижен за насилството на улиците, при што додаде дека ќе стори се што е потребно за да ги заштити американските граѓани. Мора да ги заштитиме сите наши граѓани. На улиците има многу оружје. Дневно умираат 93 милиони американци. Сега не е време за оваа дискусија, но не станува збор само за политичарите. Секој ден стравуваме од ова, за граѓаните. Скалис, познат и како камшикот на републиканското мнозинство во Конгресот, беше застрелен за време на бейсбол тренинг. Дел од американските медиуми пренесоа дека станува збор за однапред испланиран напад. Во Александрија, каде што се случи престрелката, околу 15 до 25 републикански политичари тренирале за годишниот добротворен бейсбол надпревар меѓу демократите и републиканците, што требало да се одржи во четврток во Вашингтон и е традиција на американските политичари од 1909 година.